Тоа е шпицата за меѓународната анализа за денеска и еве една најнова информација прикачена пред неколку секунди на порталот slobodnpečat.mk. Америка наскоро треба да продолжи со размената на разузнавачки информации со Киев, им потврди на новинарите американскиот претседател Доналд Трамп. Што друго има ново во светот, што се случуваше викендов, анализираме со секако мојот колега Дејан Андоновиќ. Добро утро. Добро утро. По оваа информација ја не ја знаев, се ја дознавам и ми оди во насока на логика на една работа, тоа е ова што се случува изминативе 2-3 дена со рускиот масовен напад врз украинските сили кои повеќе од 6 месеци го држат рускиот регион околу Курск. Таму ќе потсетам украинските 2 или 3 најелитни бригади упаднаа на руска територија, што беше своевиден, би рекол, дебакл за руската армија да им влезат на нивна територија и да им држат еден регион, каде што изминативе месеци руската армија, според некои извештаи безуспешно, според некои извештаи тактички, не го ослободуваше Курск, бидејќи таму седеа украинските трупи, добро утврдени, повторно ќе кажем, 2 или 3 елитни бригади беа ставени таму. Тие што знаат што значи тоа, знаат, тие што не знаат, не можам ни да им објаснам, дека се тоа воени формации кои наместо да го бранат, имаше и критики Зеленски за тоа, наместо да ги бранат деловите околу таму кај Харков и таму каде што русите има напредок во Донецката област, тој одлучи да се коцка и да ги префрли овие бригади таму. И тие требаше да бидат еден од клучните адути за идните преговори, кога ќе седнат преговарачка маса за мир на Украина, односно да дојде до размена на некаква територија. Ние ви држиме руска територија, русите држат 21% од украинската територија, па би имало некаков можност за преговори. Како резултат на овие политички случувања, доаѓањето на Трамп, приближувањето на Трамп кон Путин и приближувањето и оној скандал што се случи во Белата куќа, како и укинувањето на воената помош американска за Украина, русите се охрабрија и почнаа изминативе 3 дена да изведуваат жестоки напади со цел да ги протераат овие 2 или 3 украински бригади од руска територија. Исходот би бил следен, кога ќе ги протераат таму, Киев веќе нема да има некаков аргумент за преговори, се зборувам во аспект на територијална размена, бидејќи нема да држат некаква руска територија. Една од главните причини зошто губеа украинците за викендов, освен масовните напади на русите, беа и таа ускратена покрај воена помош, беа ускратени разузнавачките податоци на американските разузнавачки агенции за потребите на украинската армија која се бори таму. Тоа се види изминативе 2 дена дека е сериозен удар за Киев, поради што ги губи териториите. Дали има некоја промена во Белата куќа? Не знам. Чим дозволиле повторно разузнавачки информации, значи дека некој во Белата куќа или во Пентагон проценува дека ова што го прават русите нема да оди во прилог на политиката која спроведува Трамп. А Трамп, знаеме која политика спроведува, сака да се доближи, да направи партнерски однос со Русија, на сметка на украинците кои не ја подпишаа договорот за минералите кои треба да ги добијат сад, па сега можеби има некои задни договори зад кулисите на медиумите, па оваа информација ми е малку и логична, со цел сепак, барем според ова што ми го кажувате сега, сепак украинците да држат еден мал дел од територија, да не испадне утре дека американците буквално све им ускратиле и ги пуштиле украинците низ вода. Во меѓувреме, кога зборуваме за Украина, шефот на State Department од Рубио денеска е во Саудиска Арабија, се среќава со тамошниот принц Салман, кој важи за добар лобист помеѓу русите и украинците, бидејќи и со Трамп и со Путин има добри односи. Во исто време таму доаѓа и Зеленски, но информациите велат дека Зеленски нема да се сретне со Рубио, туку ќе имаат одвоени средби, со цел да се направи предходница за онаа долго најавувана средба Путин и Трамп, кои треба да се сретнат во Ријад, во Саудиска Арабија, каде во посредство на саудискиот принц, повторно ќе кажам, Салман, би требале да го договорат тоа примирие,
која 3 години да ја запре војната која 3 години трае, но за да се случи сето тоа мора нели Зеленски да исполни некои услови, Путин би требало да исполни, ако не знам кои се условите, не ги гледам Трамп дека му ги дава и покрај тоа што еве со оваа дозвола за размена на разузнавачки информации, како да Трамп сега малце сака да направи притисок врз Путин, бидејќи е критикуван од меѓународната заедница и од својата внатре политичка заедница во САД дека премногу му дозволил на Путин и дека во оваа приказна Путин ќе испадне победник. Така. Доколку немаме уште нешто да додадеме во врска со светските случувања? Имаме многу работи да кажуваме во интерес на времето. Тука е ова со Романија, каде што се случи еден, би рекол, според мене барем преседан. Калин Ѓорѓеску, човекот кој беше председателски кандидат и кој победи на избори, прошлиот изборен круг во Романија за председател, не само што му беше оспорена победата и преговарачкиот и изборниот процес се враќа повторно, значи победува, не му го вреднуваат, велат не се добри изборите, туку сега му забрануваат нови избори да излезе. Тоа барем се толкува од тоа е протолкувано, и јас сум еден од тие што го протолкува тоа, дека неговите најави дека би имал поблиски односи со Русија и со Путин, како да некој да му дозволува од надвор да се кандидира и да ја сврти Романија кон Русија, бидејќи знаеме дека Романија е земја членка на НАТО, знаеме дека има стратешко добра позиција на Црното море во близина, се граничи со Молдавија и во близина на Украина. Знаеме дека НАТО прави најголема, или американците, НАТО мислам, прави најголема поморска база во Костанца. Тоа е град во близина на Костанца. Град на Црното море на романска територија, така да гледаме една интересна, би рекол, гледаме еден интересен преседан политика, не само во неговиот случај, туку и во неговиот случај, и гледаме како Европа сега се обидува да се регрупира за да може да се спротистави на Русија, бидејќи очигледно гледаме дека европјаните, за разлика од Трамп кој има еден бизнес пристап кон Русија, дајте ни ова, ќе направиме она, за да не војувате. Европа продолжува и понатаму да се држи онаа политика која држеше изминатите години, особено 3 кон Украина, тоа е да ја помага. А како што го слушаме еден од челниците на Европската унија, на земјите од Европската унија, Макрон, како да е подготвен и да војува со Русија, со цел да го невозможи Путин да ги направи своите геостратешки позиции. Останува да видиме што ќе биде, останува да видиме како ќе се одрази ова дозвола за разузнавачки податоци на украинската армија на теренот, бидејќи според последните информации, како вест на денот, е дека Русија значително многу ослободи дел од руската територија и ги потиснува украинците кои се борат и сака да имаат наредба да задржат дел од руската територија, која потоа веројатно низ преговори бија трампале за некоја украинска. Да, и останува да видиме, за 3 дена се сретнуваат представници на генерал-штабовите на европските држави, па да видиме и таа следба. Па ќе видиме што ќе се договорат. Само за крај на разговорот, ја повторно ќе кажа моето слободно размислување, тоа е дека кој европјаните не сакаа во НАТО да даваат ни 2,5% БДП за финансирањето на НАТО, поради што и Трамп како да дига раце од НАТО, вели нема јас да ви плаќам, да ве бранам, ако си платите ќе ве бранам, тоа е неговата изјава во неговиот стил. Тогаш предлогот да се плаќа над 3,5% на истите држави за европската армија исто така би бил некако неприфатлив, бидејќи тоа се многу пари. Значи ќе мора да идат веќе на воена економија, не знам. А од друга страна, ако па се согласат да плаќаат у европска армија државите што не ќе плаќаат на НАТО, тогаш овој човек овде што е зад мене, веројатно многу ќе биде љут и кој знае што ќе биде понатаму, а новата политика на САД да гледа во Европската унија непријател и ривал, ќе мораме да ја гледаме и да ја следиме, бидејќи што и да каже некој од нас не може да погоди, бидејќи ова е нова ситуација за сите оние кои следат надворешна политика, а тоа е САД да биде и официјално директно конфронтирана со Европската унија. Андоновиќ, благодарам. Тоа беше уште една меѓународна анализа во живо од студиото на Слободен печат. Останете уште малку со нас.